меѓутоа и пораките што ги дадоа до еден и тие што ги сметаме за поскептични во процесот се охрабрувачки и позитивни, но работата не е завршена. Патот до Брисел оди преку антикорупцијската политика на државата. Тоа е сега фокусот, а ние во овој период етаблиравме 3 столбови. Ја ви го викам големото трио на институции за борба против корупција и организиран криминал. Тоа е антикорупцијска комисија новата, тоа е СЈО и тоа е координативното тело за борба против сериозен и организиран криминал. Тоа се столбовите на оваа голема политика. И јас мислам дека треба да сватиме колку е важна оваа политика за успех на процесот, независно што сметам дека и ние и денеска сме спремни за да започнеме, но ова е важна порака и мислам дека во овој период треба да смогнеме сили да ги надминеме партиските разлики и да испорачаме во уште овие два момента ни останаа незавршени. Има различни интерпретации. Според експертите, тоа е базична тактичка опрема која што не нуди прислушување, така да и е одобрена на некој начин од експертите кои што помогнале во изработка на Европската комисија и од комисијата, меѓутоа особено од стратешките партии. Мислам дека денеска ги добивме и амандманите кои што ќе бидат како хармонизирани предложени од коалиционите партнери и дека тука не е сензитивно многу прашањето пошто се надминати разликите и ќе помине мислам без некои поголеми потешкоти. Треба во овој период да се обидеме да ја вклучиме опозицијата во приказната. Ако не се најде решение, да се најде опција законот да се обезбеди мнозинство. Да се најде опција да се обезбеди мнозинство како што се обезбеди некое мнозинство. Да има 80. Да се пратениците да се одлучат по своја волја. Да. Се надевам не подцена на нови пазарења. Се надевам.